А овде во студиото со мене е човекот, хуманист, кој во време на ковид пандемијата беше познат како космонаутко, а денеска преку гуш и бац е љубов носи порака за инклузија и прифаќање. Добар ден за Денис Јанкуловски. Како Добар сте? ден, одлично, супер, прекрасно. Како и секогаш. Како и секогаш, да. Денис, морам да ве прашам од каде толку енергија? Пред се да бидете човек со сите позитивни карактеристики и вредности, да делите идеи и хумани цели и секогаш да бидете тука за децата, за сите оние на кои што им е потребна поддршка, да знаат дека не се сами пред се и при тоа да успееш да ги заразиш со таа твоја убава позитивна енергија и да ги кренеш. Благодарам на прекрасниве зборови како најава. Енергијата, од секојаш јас секојаш гледам да сум прво за позитивен, за сите работи, од друга страна секојаш сум сакал нешто да направам од дете. Јас тоа го дефинирам како од дете да сум се барал, меѓутоа ете времето било да дојдам на своји негде околу 50 на години кога доаѓаат моите 5 минути што се викаат. Секогаш треба да дојде вистинското време. Да, вистинското време. Да. Било што може ние што сакаме да правиме, кога треба да доаѓа токму тогаш кога треба да дојде едноставно. Се енергијата. Енергијата ја црпам прво од главно поддршката од семејството, од домот, сопругата и од децата, бидејќи ако ја немам таму поддршката, веројатно ќе се одрази сето тоа на се она друго што го правам. Потоа сите овие прекрасни дечиња како и овие другарчиња од Доза среќа, нашите другари, сите тие кои што едноставно нивната насмевка, нивната радост, она гуши бац всушност или јас тоа го дефинирам како кога ќе се видиме негде едноставно нивното трчање со толку радост да ме гушнат или радоста што едноставно обострано е таа радост. Нема потврда за тоа што го работите дека е вистинско, тоа е тоа е тоа, всушност тоа е тоа што дава елан, што е ветер во грб и што дава енергијата. Секако целата поддршка од пријатели, од другари, од медиумите, од вас, од сите, сето тоа само ја дополнува енергијата. Во рамките на проектите за создавање на еднакви можности и еднаков пристап за маргинализираните групи на граѓани, континуирано се работи за подигнување на општествената свест за инклузија на лицата со попреченост во сите сфери на општественото живење. Меѓутоа, ние денеска ќе говориме за социјална и општествена инклузија на лицата со попреченост преку културата и уметноста. Дали тоа е најдобриот пат да се стигне до нивните срца и да им се даде вистинската поддршка? Предпоставувам дека тоа е да не најдобар. Секој пат, секој начин по мене е добар, каде што едноставно ќе им се даде можност на тие лица, како што е културата, како што е спортот, дефинитивно, каде што гледаме дека едноставно треба ние да им, како што кажа и мислам и новинарката во прилогот, да подадеме рака. Да видиме тие дека кој може, некој да свири на виолина, некој свири на хармоника, некој убаво црта, некој убаво рецитира, ги знаеме, јас ги познам. Значи има лица со попреченост, лица со атипичен развој кои што ги имаат тие можности. Ние сме тие кои што треба едноставно да им подадеме рака, да им овозможиме да го кажат преку она што го можат, она што го умеат и што сакаат да го направат. Верувам дека постојат доста лица во држава кои што можат преку да бидат вклучени преку културата на различни начини, например, како што спомнав, Јордан од Прилеп, мислам дека ја освојува награди, лице со аутизам кое што одлично рецитира. Има многу лица такви, пак ќе кажем, кои што ги познаваме и верувам дека со таа подадена рака и со едноставно овозможување на нивните на сите да ги видиме и дознаеме нивните можности. Можат многу, сакаат многу, така да секако дека е еден од најдобрите начини да се почувствуваат и тие дека се дел од општеството, дека се едноставно прифатени и почитувани, како што треба. Граѓански организации, медиуми, надлежни локални и јавни институции активно работат во државава со единствена цел вклучување на лицата со попреченост во општествените текови на животот и преку повеќе проекти да се работи нели на унапредување на правата и положбата на овие лица. Но прашањето, би рекла вистинското прашање, успеваме ли и
како всушност потврда колку успеваме преку овие настани, преку културата и уметноста да го направиме сето тоа. Потврда е еден настан кој што се одржа на 11 мај со наслов Гуш и бац е љубов. Да. Така да, мислам дека вие најдобро ќе можете да ни пренесете какви беа вашите планови, која беше вашата замисла и идеја, што очекувавте, што добивте. Во однос на настанот, тој е веќе 6-та година како го организираме на школка. Сето она што ние го организираме и го правиме и го замислуваме претходно во однос на настанот е главно пред заграда го има зборот инклузија. Тоа значи дека и самите сценски настапи, и сите што ќе учествуваат, дали во игрите, дали ќе бидат во организација, дали ќе бидат волонтери, дали ќе бидат асистенти или на било кој начин, едноставно да бидат сите вклучени кои што сакаат и можат да бидат вклучени. Верувам дека не само овој настан, сигурно има различни други настани и случувања. Не мора да се од голем обем, може да се и работилници, како што е работилницата, како што ги прават овие во Доза среќа. Да, има многу такви, каде што се едноставно се покажува дека едноставно инклузијата може да биде изведена и треба да биде, нели? Секако затоа што ние треба да создадеме едно заедничко секојдневие, каде што сите ќе бидеме едноставно различни, но исти по правата, по можностите, по тоа што треба да го правиме и што заслужуваме да го правиме. Настанот, како што кажав, го организиравме 6-та година поред. Како поминуваат годините, така растеме се поголеми, што не радува, дефинитивно многу не радува, да. Имаме одлични повратни информации од семејствата, поголема поддршка, да, од семејствата на лицата со атипичен развој, меѓутоа она што мислам дека можеби е најцелната група, тоа се оние семејства кои што немаат допирна точка. Едноставно да ги повикаме да дојдат на школка и тие да се вклучат. Првиот чекор е секогаш најбитен, на ослободувањето од стегите, дали треба да одиме, па што ќе биде, како ќе биде. За секоја работа мислам дека успеваме, не само ние, туку и сите кои што го прават на некој начин, кои што прават активности. И мислам дека со многу помасовно такво секојдневие ќе има многу повеќе резултати. Во официјалните извештаи на институциите на оваа тема се вели: општествата нема да ги достигнат целите за одржлив развој без целосна вклученост на сите луѓе, вклучително и лицата со попреченост. Признавањето на нивните права и обезбедувањето нивна вклученост ќе придонесе за подобра иднина на сите, но уште многу треба да се направи за да се забрза вклученоста на овие лица во одржливиот развој. И сега повторно прашање: како? Јас би рекла со активна работа и посветеност. Што велите вие? Точно, апсолутно. Активна работа, посветеност и главното она што е да бидат вклучени во секое планирање, во секое организирање, во секое представување на идеи во работни групи или било како да се викаат комисии, не е битна дефиницијата, да бидат вклучени лицата кои што со атипичен развој, кои што можат да бидат вклучени, или семејствата. Затоа што тие се директните кои што ги знаат потребите, тие ги знаат проблемите, ќе кажат најубаво нив што им треба. Ние од страна, без разлика дали јас, иако сум речиси 8-9 години вклучен во проблематиката, меѓутоа секогаш кога ќе ме прашаат што им треба на семејствата, јас кажувам нив прашајте ги, тие се вистинските, од таму ќе дојдат вистинските информации. И затоа, според мене, без разлика кој да прави нешто или сака да направи нешто, не треба да предпоставуваме дека на овие лица, независно дали се работи за аутизам, дали се работи за ретки болести, не треба да предпоставуваме, него треба директно, како што, впрочем, секаде тоа мислам дека се практикува и треба да се практикува. Што ви треба вас? Како што кажа, мислам во прилогот што беше од Охрид, дека ги прашуваме, вика, директно здруженијата. Тоа е тоа. Таму е информацијата. Јас можам да кажам, затоа што можам да кажам, нели, на тие семејства им треба повеќе, им треба психолошка поддршка на родителите, им треба на децата повеќе да има настани, повеќе, меѓутоа тие се тие кои што ќе дефинираат ако сакаме нешто да направиме, и мислам дека треба сериозно тоа да биде вклученоста на директните, како да кажем, кои што ги имаат
потребите и проблемите со кои што се соочуваат. Говоревме за тоа што досега е направено, како се работи, но овде не застанувате. Планови и активности има и во периодот што следува. И она што денеска би сакала да го најавиме, дека на 31 мај ќе се одржи, односно утре веќе. Да, тоа е веќе утре. Ќе се одржи промоција на една од ретките сликовници кај нас, која се занимава со децата со нетипичен развој и носи порака за инклузија и прифаќање, чии автор сте токму вие. Станува збор за сликовницата Другарка, другарко и двете мачиња. Да, кога ќе ме прашаат, еве кратко само ќе се надоврзам како можеме да помогнеме на семејствата. Еве јас го најдов и овој начин, едноставно преку сликовница да дадам на некој начин придонес во целата таа возголемувањето на свесноста за прифаќање, почитување и инклузија на лицата. Ме радува што еве ова е втора сликовница на оваа тема. Значи продолжуваме и понатаму, се надевам како серијал ќе биде некој. Но супер е, убаво излезе сликовницата благодарение на прекрасните илустрации на Наташа Костовска, која што е исто учествуваше и во првата, нели тимот што добива не треба да се менува. Така да во издание на Прозарт медија, убава сликовница која ги обработува темата инклузијата, односно почитувањето и едноставно децата да можат да прочитаат, да дознаат за некоја различност, каде што, например, тука е вклучен и има и зборови од јазикот на ерато, тоа е, јас секогаш кажувам, тоа е мојата муза, мојата инспирација, едно мало девојче кое веќе е порасната девојка, да дознаат дека иако различни сме, иако различно зборуваме на некој начин, ние можеме да се разбереме само доколку сакаме. Промоцијата е утре во Домот на култура Билјана Беличенец, поканете се сите, надвор ќе биде, времето треба да биде убаво, не очекуваме, да. Така да во секој случај, едноставно, пак ќе кажам, секој може на некој начин да даде придонес во целата таа борба за зголемување на свесноста за различностите. Покрај најавата за промоцијата би сакала да истакнем уште една убава информација дека Другарка, другарко и двете мачиња, оваа сликовница ќе биде достапна и за дечиња со оштетен вид, затоа што ја има и на Брајово писмо. Да, тоа е на моје огромно изненадување на моите другарки Климентина, Беира и целокупниот тим од училиштето Димитар Влахов за лица со оштетен вид. На нивна иницијатива ја направија сликовницата, секако тоа е во мал број примероци, меѓутоа се надеваме дека можеби некој ќе посака да има повеќе примероци, да има за секое дете кое што е со оштетен вид. Утре ќе ја промовираме, ќе ја видат и луѓето, едноставно многу интересно затоа што начинот на кој што е направена. А кон крајот на разговорот би сакала да ги споменеме и сите оние кои што ве поддржуваа во вашата хумана работа, а тоа се младите волонтери. Тие што волонтираат на вакви настани кои што ги правите, докажуваат дека знаат, ги ценат вистинските човечки вредности, прифаќаат, почитуваат и вклучуваат и практично тоа е доказ дека се на вистинската патека. Па прашањето ми е зошто волонтеризам, да им одговориме на гледачите. Да, сите оние карактеристики кои што ги опишавте, за мене тоа е карактеристика на човек со големо Ч, едноставно. Не знам, јас од секојаш сум го сакал, сум го преферирал волонтеризмот како еден начин на живење за мене, затоа што нема ни една пара не постои на светот да се спореди со волонтирањето, со она исполнетост која што добиваме, полна душа, исполнето срце, радости, прегратките што ги добиваме, дека нешто сме помогнале, некому сме направиле, меѓутоа без финансиска надокнада, меѓутоа со душевна, со исполнетост. Иако не очекуваме ништо за возврат, ќе ни се врати многу повеќе од она што можеме да замислиме. Тоа се враќа секогаш, на самите настани, сите овие волонтери кои што доаѓаат, штом доаѓаат и по втор пат, штом се пријавуваат и по трет пат, значи веќе има некои резултати, односно добивки, така да јас секогаш навистина многу ги ценам, а тоа е огромна армија веќе на волонтери кои што учествуваат на се она што ние го правиме.
Само ќе се надоврзам на крајот, велите ниедна пара не може да се спореди со радоста во душата и исполнетоста во срцето кога ги гледаме насмеаните дечиња, но и нивните задоволни семејства со бројните прегратки кои ги добивате и ги споделувате. Која ќе биде вашата порака за крај на разговорот? Пораката е секогаш да ги прифаќаме, почитуваме, сакаме и вклучуваме лицата со атипичен развој, односно различностите. Не е ништо страшно, не е заразно, едноставно тие се лица кои што заслужуваат се она да го имаат како што и ние го имаме. Ние сме различни, но исти и секако да волонтираме и да живееме заедно во едно убаво заедничко секојдневие. Јас ќе речам, заразна е убавата енергија која што ги сплотува сите и љубовта која што се споделува меѓусебно. Едноставно или накратко кажано да множиме, шириме и делиме љубов. Ви благодарам многу за гостувањето и беше задоволство. Исто.